Звучно списание Панорама, број 233, јануари 2023 година. Панорама, звучно списание на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија. Точка 1. Импресум. 233-тото издание на звучното списание Панорама представува број на изданието на информирање на слепите и слабовидните лица, членови на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија, за месец јануари 2023 година. Издава издавачко информативен центар на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија. Звучното издание Панорама е снимено на 29.3.2023 година. Звучното издание Панорама е гласник на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија. Излегува на месечна основа, односно се снима и се копира на компакт диск во MP3 формат и се објавува онлайн на SoundCloud еднаш месечно. Примероците од списанието не се враќаат. Звучното списание Панорама представува бесплатен примерок. Издавач Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија. Улица 11 октомври, 42А, зграда на Дом на хуманитарни организации. Даре Джамбас, 1000, Скопје. Телефон за контакт 02 3246 537. Електронска пошта info@nssrm.org.mk. Интернет адреса www.nssrm.org.mk. Уредници Методи Атанасов, Глигор Самрџиски. Презентер на текстовите Глигор Самрџиски. Електронска монтажа Методи Атанасов. Ракописите и текстовите кои сакате да бидат објавени во звучното списание Панорама, испраќајте ги на адреса Дом на хуманитарните организации на Република Северна Македонија, Даре Джамбас, Скопје, улица 11 октомври, 42А, 1000, Скопје, за Национален сојуз на слепите на Република Северна Македонија или пак преку електронска пошта на panorama@nssrm.org.m. Точка 2. Напомена. Звучното списание Панорама го задржува правото дали и кога ќе ги објави сите доставени текстови, исклучиво во согласност со редакцијската динамика. Штом бидат испратени авторските права во однос на материјалите, се префрлаат на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија како издавач на звучното списание Панорама. За текстовите кои ќе бидат објавени во звучното списание Панорама, не се плаќа надоместок од страна на издавачот. Ставовите кои се изнесени во текстовите на звучното списание Панорама не се ставови на издавачот, Национален сојуз на слепи на Република Северна Македонија. Ставовите кои се изнесени во текстовите на звучното списание Панорама се исклучиво ставови на авторите на текстовите. Звучното списание Панорама прифаќа исклучиво материјали кои се конструктивни и не содржат текстови кои се против законите во Република Северна Македонија. За да бидат објавени вашите коментари, треба да бидат исклучиво во контекст на темата на текстот и да се достоинствени кон авторот и останатите коментатори. За да го добивате звучното списание Панорама, ве молиме контактирајте го секретарот или секретарката на вашето локално здружение на слепи лица, кој ќе ви обезбеди формулар преку кој ќе се пријавите за да го добивате списанието и на кој можете да одберете дали ќе ви се доставува на домашна адреса, на електронска пошта или на двата наведени начини. Вашите коментари, текстови и авторски дела ве молиме доставете ги на електронска пошта на panorama@nssrm.org.mk. Напоменуваме дека звучното списание Панорама е достапно и на страната на Националниот сојуз на слепи www.nssrm.org.mk. Моделот на списание Панорама. Во звучното списание Панорама се објавуваат прилози за издавачот, прилози за работата на другите здруженија, прилози за актуелни теми, новости од секоја сфера, литературни прилози, култура, информација и друго. Точка 3. Содржина. 3.1. Прв македонско-албански речник и разговорник на Брајово писмо. 3.2. Апликација за Erasmus Plus проект Aboard the Paddleboard. 3.3. Учество на настан, сите гледаме различно. 3.4. Припрема за Европско првенство во шах. 3.5. Нова контактна емисија на ЕСИ Радио.
3.6 Европски хуманитарен форум, да се направат хуманитарните акции инклузивни. 3.7 Извештај на Европскиот парламент за минимален приход во ЕУ. 3.8 Европски хуманитарен форум. Регулативата на ЕУ за дигитализација на судската соработка мора да ги почитува правата на лицата со попреченост. 3.9 Заштитете ги слепите лица и лицата со слаб вид. Веднаш прекинете војната во Украина. 3.10 Компаниите во ЕУ ќе бидат поодговорни за вклучувањето на попреченост. 3.1 Прв македонско-албански речник и разговорник на Брајаво писмо. Од месец јануари официјално започна со реализација на одобрениот проект од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Прв македонско-албански речник и разговорник на Брајаво писмо. Потребата од билингвален македонско-албански речник и разговорник ја согледуваат нашите членови во Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија. Односно, преку реализацијата на овој проект ќе се олесни изучувањето на македонскиот јазик за албанците и на албанскиот јазик за македонците, со што тие ќе можат заеднички да живеат и функционираат понатаму, борејќи се за своите права, борејќи се против дискриминацијата што им се нанесува, но и ќе добијат повеќе животни можности. Членовите на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија, преку изучување на јазикот, ќе можат да работат како преведувачи, ќе можат да слушаат аудиокниги, албанците на македонски, македонците на албански, да спортуваат меѓусебно, да се дружат и да имаат многу поквалитетен живот. Овој проект ќе овозможи учениците со оштетен вид да го научат јазикот на другата заедница, студентите со оштетен вид да имаат поголеми можности при запишување на универзитетите со различни наставни јазици, подобрување на вработливоста на слепите луѓе поради познавање на јазиците, зголемување на соживотот и така натаму. Сума сумарум, од овој проект бенефит ќе има целото население во државата што користи Брајаво писмо. 3.2 Апликација за Erasmus Plus проектот Aboard the Paddleboard. Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија за прв пат во својата историја, заедно со поддршка од своите млади членови, аплицираше на програмата Erasmus Plus со проектот Aboard the Paddleboard. Иницијатива чија цел е да ги адресира предизвиците и потребите на младите луѓе, вклучувајќи ги и оние со попреченост, во постпандемиско општество, каде што социјализацијата и конекцијата со останатите стана многу отежнато. Овој проект има за цел да понуди инклузивна и пристапна можност за младите луѓе да се ангажираат во спортските и активностите за свесност, односно mindfulness, чија цел е да го промовираат нивното ментално и физичко здравје, персонален напредок, социјална интеракција и чувството за заедница. Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија продолжува со модернизација на своите активности и се стреми своите млади членови да го зголемат нивото на неформално образование во согласност со сите европски стандарди, а со единствена цел – подобра иднина за младите луѓе со оштетен вид во Република Северна Македонија. 3.3 Учество на настан, сите гледаме различно. Представниците на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија учествуваа на настанот Сите гледаме различно, организиран од Институтот за напредно политичко лидерство, АЛПИ, на која се дискутираше за моменталната состојба и потребните промени и потешкотиите со кои се соочуваат слепите лица и лицата со оштетен вид, односно што може во иднина да се направи за да се подигне свеста за потешкотиите со кои се соочуваат слепите лица и лицата со оштетен вид и олеснување на нивниот живот. 3.4 Припрема за Европско првенство во шах. Представниците на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија се во соработка со Националната спортска федерација на слепите на Северна Македонија се во интензивни припреми за претстојното Европско првенство во шах, кој ќе се одржи во Дженова, Италија, во периодот од 19.4.2023 година до 30.4.2023 година. По тој повод, представниците на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија зема учество на два тренинг кампови кои се организираа од страна на Националната спортска федерација на слепите
во Негорски бањи, Кевгелија, во периодот од 1.2.2023 година до 5.2.2023 година и во Куманово во периодот од 25.3 до 30.3.2023 година. На тренинг камповите учество земаа 5 репрезентативци, тренер и селекторот на репрезентација. 3.5. Нова контактна емисија на ЕСИ Радио. Радио ЕСИ со задоволство известува дека започнува со снимање првата емисија наменета исклучиво за лица со визуелна попреченост, светло око, со Стефани Денковска, каде што еднаш месечно ќе се осврнеме на сите активности поврзани со проблемите, животот и решенијата на слепите лица во државата и пошироко, како и активностите на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија и се останато што би било поврзано со оваа проблематика. Емисијата е планирана во иднина да биде и контактна емисија, нешто што беше на прво место на листата на барање на членовите во изминатите години и конечно ќе се оствари. Ќе биде емитувана во редовна програма на YouTube и на SoundCloud. 3.6. Европски хуманитарен форум. Да се направат хуманитарните акции инклузивни. При последното собрание на Европскиот хуманитарен форум во Брисел, членот на извршниот комитет на Европскиот хуманитарен форум, Надија Хадат, зборуваше на настанот организиран за хуманитарниот одговор на институциите при катастрофи и намалување на ризиците при истите. Таа истакна дека за да се направи вистински одговор и подготвеност, вклучително за лицата со визуелна и останата попреченост, од суштинско значење е прифаќање на пристапот на целосно општество, значено вклучување на представници на организациите на лицата со попречености во планирањето и спроведувањето на реакциите во итни случаи, како и да се осигура дека истите имаат средства и ресурси за подеднаква реакција и одлучување. Да се гарантираат инклузивни и достапни услуги за одговор при итни случаи, вклучувајќи достапни информации и точки за контакт, транспорт за солниште и здравствена заштита. Целата помош, вклучително и паричната помош, треба да биде инклузивна и да допре до лицата со попреченост. Развивање на методи за собирање разделени податоци за ризиците како и полот, возраста, видот на попреченост и местото каде што живеат луѓето. Застапување на имплементација на веќе постоечките политички алатки во релевантната национална и меѓународна политика и пошироката агенда. На последните настани, Европскиот хуманитарен форум акцентот го става на агенди од оваа природа поради се позачестените природни катастрофи во светот, како поплавите и земјотресот во Турција и регионот. Овие катастрофи покажаа недостаток од инклузивност на лицата со попреченост и со овие дебати се мотивира подобрувањето на истата. 3.7. Од Европски хуманитарен форум извештај на Европскиот парламент за минимален приход во ЕУ. Залагањето на Европскиот парламент за поставување на минимален приход во ЕУ, при што се штитат лицата со попреченост, вроди со плод. Парламентот одобри извештај со кој се повикува Европската комисија да предложи закон за воспоставување на пристоен минимален приход во ЕУ. Овој извештај кој ги повикува институциите на ЕУ да започнат дискусии за создавање законодавство на ниво на ЕУ за минимален приход, пари што државата би ги доделила на луѓето за да ги дополнат нивните плати или ако не заработуваат приход, вклучува важни размислувања во врска со попреченоста. И тоа го зголемува зголемениот јас во сиромаштијата кај лицата со попреченост во ЕУ, особено кај жените, укажува на дополнителни трошоци за живот и недоволната поддршка од социјалното осигурување за лицата со попреченост. Не повикува комисијата да им обезбеди на земјите членки пофлексибилни ресурси за да помогнат во намалувањето на стапката на невработеност на лицата со попреченост и другите исклучени заедници. Кампањата на социјалната платформа ја повикува Европската комисија да даде амбициозен предлог за рамковна директива на ЕУ за да гарантира соодветен, достапен и овозможувачки минимален приход. 3.8. Европски хуманитарен форум. Регулативата на Европската Унија за дигитализација на судската соработка мора да ги почитува правата на лицата со попреченост. Лицата со попреченост имаат помал пристап до интернет и дигитални алатки од остатокот од населението.
Иако се достапни и ограничени податоци, една студија покажува дека во 2012 година во просек 7 од 10 европски граѓани имале пристап до интернет дома, но дури 5 од 10 меѓу оние кои изјавиле ограничување е ограничување поради визуелна или останата попреченост. Лицата со попреченост исто така се изложени на многу поголем ризик од сиромаштија и социјална исклученост. Тие имаат помала веројатност да имаат пристап до интернет и сопствена дигитална опрема како компјутер, лаптоп и мобилен, кога имаат достапни производи од ваков вид по прифатлива цена. Постарите лица со попреченост се особено оставени, без обука за дигитални вештини и често без алтернативи на дигиталните услуги. Во декември 2021 година Европската комисија објави предлог за регулатива за дигитализација на судската соработка и пристап до правдата, наменета за примена во граѓански и кривични постапки од прекугранична природа во рамките на Европската унија. На почетокот, ЕХФ објасни дека правата и потребите на лицата со попреченост мора да се гарантираат според предложениот закон. 3.9. Од ЕБУ. Заштитете и ги слепите лица и лицата со слаб вид. Веднаш прекинете ја војната во Украина. Одборот на Европската унија на слепи, гласот на 30 милиони слепи и слабовидни луѓе во Европа, изразува длабока загриженост за трагичните случувања во Украина и ги повикува сите вклучени страни да обезбедат заштита и безбедност на слепите и делумно лицата со вид и на сите лица со попреченост во земјата. ЕБУ потсетува на обврските на сите актери во кризата да ја почитуваат Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост, особено член 11 за ситуацијата на ризик и хуманитарни итни случаи, како и резолуцијата број 2475 од 2019 година, која се однесува на заштитата на лицата со попреченост во конфликт. Во секоја хуманитарна итна помош, лицата со попреченост се несразмерно изложени на ризик од напуштање, насилство, смрт и страдаат од недостаток на пристап до безбедност, помош и поддршка за закрепнување. Особено, жените, децата и постарите луѓе се особено изложени да бидат оставени. Во Украина има 2,7 милиони лица со попреченост, меѓу кои повеќе од 100.000 слепи и слабовидни лица. Сите тие се во ужасна ситуација поради непристапните засолништа и тешкотијата да се преселат во безбедни области за себе и за нивните семејства. Инвазијата најде на општа осуда и бара поддршка и помош за Украина. Сите национални организации членки на ЕБУ се обврзаа да обезбедат безусловна поддршка и помош на слепите и слабовидните лица кои се евакуираат од земјата, како и да учествуваат во сите иницијативи за да понудат информации и да им помогнат на украинските организации на лица со попреченост и оние од соседните земји кои примаат бегалци. Силен европски одговор на инвазијата мора да ги одразува вредностите на Европа за унапредување на човековите права. Председателот на ЕБУ, Родолфо Катани, рече: Европа веќе страда од 2 светски војни и повеќе од 70 години е имуна на вооружени конфликти, освен војната на Балканот во 90-тите. Сега дури се соочуваме со инвазија на независна држава од огромна странска армија. Сите сме трогнати и огорчени од оваа неприфатлива агресија. 3.10. Од ЕБУ. Компаниите во ЕУ ќе бидат поодговорни за вклучувањето на попреченост. Европскиот парламент го одобри конечниот текст на новата директива за известување за корпоративна одржливост. Оваа нова директива објаснува како бизнисите мора да ги пријават своите нефинансиски активности. Иако директивата директно не ги тера компаниите да го променат начинот на кој пристапуваат кон инклузија на лицата за попреченост, нивната потреба редовно да известуваат за активностите во врска со овој домен ќе ги принуди да размислуваат и да имаат мок да ги разоткријат оние што не прават доволно. Усвојувањето на оваа директива е само прв чекор. Сега кога постои, ќе се состави список на стандарди за известување и прашање. Ова ќе се направи со поддршка на Европската советодавна група за финансиско известување. Во директивата има појаснување за тоа како треба да се формираат стандардите за известување за попреченост, вклучување и пристапност. Например, директивата рано наведува дека стандардите за известување
треба исто така да ги специфицираат информациите што предпријатијата треба да ги откријат во однос на човековите права, основните слободи, демократските принципи и стандарди утврдени во Меѓународниот закон за човекови права и други основни конвенции за човекови права на Обединетите нации, вклучително и Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост. Директивата е исто така поригидна и поконкретна за тоа како точно треба да се известува за вклучување. Во однос на пристапноста за лицата со попреченост, например, тој објаснува дека стандардите за известување кои се однесуваат на вработувањето и вклучувањето на лицата со попреченост треба да ги специфицираат, меѓу другото, информациите што треба да се пријават за мерките за пристапност преземени од предпријатието. Стандардите за известување, исто така, мора да барат од компаниите да обелоденат докази за еднаков третман и можности за сите, вклучително и родова еднаквост и еднаква плата за работа со еднаква вредност, обука и развој на вештини, вработување и вклучување на лицата со попреченост, мерки против насилство и вознемирување на работното место и различноста. Ова е надополнето со барањата на компаниите да обезбедат опис на политиката за различност применета во однос на административните, раководните и надзорните тела на предпријатието во однос на полот и другите аспекти како што се возраста, образовното и професионалното потекло или инвалидитет. Овие барања за известување треба да дадат подобар показател за тоа кои работодавци на отворениот пазар на труд се сериозни во врска со вклучувањето на лицата со попреченост во нивните предпријатија. Тие исто така имаат потенцијал да го стават центарот на вниманието на компаниите кои не прават доволно и да ги поттикнат да го подобрат својот пристап. Почитувани слушатели, ви благодариме за вниманието кое го пројавивте за звучното списание Панорама. За да го добивате звучното списание Панорама, ве молиме контактирајте го секретарот или секретарката на вашето локално здружение на слепи лица кој ќе ви обезбеди формулар преку кој ќе се пријавите за да го добивате списанието и на кој можете да одберете дали ќе ви се доставува на домашна адреса, електронска пошта или на двата наведени начини. Вашите коментари, текстови и авторски дела ве молиме да ставите ги на електронска пошта на panorama@nsrm.org.mk. Напоменуваме дека звучното списание Панорама е достапно и на страната на Националниот сојуз на слепи nsrm.org.mk во делот на списанија Панорама. Во звучното списание Панорама се објавуваат прилози за издавачот, прилози за работата на другите здруженија, прилози за актуелни теми, новости од секоја сфера, литературни прилози, култура, информации и други. Благодариме за интересот и на укажаната доверба. Ваш Национален сојуз на слепи на Република Северна Македонија.